Туризмот станува многу предизвикувачка професија. Во услови на криза, туристичките работници велат дека се однесуваат како магионичари за да може да го одржат секторот. Глобалниот проблем со авионско гориво за среќа кај нас не е присутен, но проблем станува протокот на туристи од неевропските земји во Европската унија поради новиот систем за влез во Европската унија. Туристичките работници стравуваат дека ова може да се одрази негативно врз нивните аранжмани со тоа што би опаднал интересот за патување. По некоја проекција од нашето министерство, во сезона за влез во Грција ќе се чека по 11 часа. И со авион кој ќе одиш, кај да одиш, 3-4 часа ќе треба чекаш, бидејќи они ги евидентираат и на влез и на излез со сликања и со отисоци патниците. Европските туроператори, европските авиокомпании веќе почнаа со притисок врз Европската унија да ова го укине. Да, ако се укине би било одлично, меѓутоа ако не се укине, не знам како ќе се преживее, како ќе се сносиме со оваа цела ситуација. Главоболки имаат и европските туроператори. Екстремно скапиот керозин кој неретко е и проблем да се обезбеди влијае на летовите. Првен удар се оние подолгите кон прекоокеанските дестинации. За останатите странските туроператори веќе заговараат сценарио за поскапи билети од околу 50 евра. The most important thing at the moment are increasing prices, especially for air tickets. Ова е специфичен момент во кризава. Исто така прашање е дали има можности за летување од далечните дестинации поради долгите летови, бидејќи е потребна промена на повеќе летови. Многу важен момент е потенцијалниот недостаток на керозин, кој има голем импакт во одложувањето на летовите, со што силно ќе бидат погодени европската и германската туристичка индустрија. Во моментов се размислува за изнаоѓање на некои нови солуции со цел да се намали ризикот од големи загуби. Туристичките работници се согласни дека Македонија оваа криза мора да ја искористи како можност и да ги привлече европските туристи кај нас. Според експертите тоа треба да се направи со посебни програми прилагодени за европските туристи. Годините кои што се пред нас, требаме да градиме голем одржливост во дестинацијата, да се отвораме нови пазари од кои што ќе ни гарантираат аранжмани од 5 до 7 и повеќе денови, да менуваме повеќе. Туризмот и развојот на оваа гранка е високо на владината агенда. Досегашните резултати од мерките и стратегиите се позитивни. Бројката на туристи е во пораст, а паралелно се зголемува и бројот на авиолетови од двата македонски аеродрома кои добиваат на примат во регионот.